Над 53.000 ливчиња на локалните избори 2025 беа прогласани за неважечки, што представува 6,1% од сите гласови. Според официјалните податоци на Државната изборна комисија, бројот на неважечки ливчиња е зголемен споредбено со претходните локални, председателски, парламентарни избори. Од вкупно 884.851 избирач, дури 53.713 ливчиња биле прогласени за неважечки. Најголем дел од нив, над 12.000 ливчиња, се евидентирани во град Скопје, што представува повеќе од 1/5 од неважечките гласови на национално ниво. Ваквиот тренд повторно го отвора прашањето за изборната едукација, техничките пропусти и можни протестни гласови. Во општините од Истокот има вкупно 5.003 неважечки ливчиња на овие локални избори. Најголем број неважечки ливчиња има во Штип, 1.131, потоа во Кочани 812, како и во Делчево и Пробиштип, каде има 696, односно 656 неважечки ливчиња. Во општина Кочани на 4 избирачки места е регистрирано дека не излегол да гласа ниту еден избирач. Во селото Пантелеј во избирачкиот список имало запишано 26 избирачи, но не гласал ниту еден. Не гласале и во селата Рејчани и Безиково. Ниту еден гласач не излегол на избори на едно избирачко место во Штип и на 2 избирачки места во Пробиштип. Во споредба со претходните изборни циклуси, бројките јасно покажуваат постојан пораст на неважечки ливчиња. На локалните избори во 2017 година имало 11.472 неважечки ливчиња за градоначалници и 13.367 неважечки ливчиња за совети. На наредните локални избори во 2021 имало вкупно 37.859 неважечки ливчиња. На председателските избори во 2024 имало 24.305 неважечки ливчиња, додека на парламентарните избори истата година имало 27.127 неважечки ливчиња. Аналитичарите предупредуваат дека зголемувањето на неважечки гласови може да укаже на системски слабости во изборниот процес, но и на зголемено незадоволство кај гласачите. Вториот круг од локалните избори 2025 ќе се одржи на 2 ноември во 33 општини во државата, кои не избраа градоначалник во првиот изборен круг.